Марк Дин навистина играше прекрасно таа година, доста квалитетни надпревари, даваше се од себе на секој надпревар и доста клубови со кои што игравме нормално дека го бара. Последна изворедна партија која што ја пружи во Улм, знам дека во првото полувреме имаше преку 20 коша. На враќање од Улм, седиме во авион, ја, Аљо Муратагич и Бубе Николовски, и Бубе баш го прашува Аљо како, на кој начин успеле да го донесат тој играч кој што навистина е квалитетен и кој што вреди, кој што го бараат сите клубови за следната сезона. И Аљо му кажува дека нормално во тоа време немаше интернет и немаше YouTube снимки, туку Аљо барал од некој менаџер, барал играчи и добил две имиња, Марк Дин и уште едно кој што не можел да го прочита. И он рекол, Марк Дин ми се гледа како едно атрактивно име и затоа вика него го одбрав. И го одбрав вистинскиот кој што во таа екипа на МЗТ навистина се вклопи како да биде дел од таа екипа и навистина таа година, ако например Марк Дин играше во МЗТ за $3,000, следната година отиде у Улм за $15,000, што значи дека навистина беше квалитетен и навистина МЗТ му беше и како една одскочна даска за понатамошниот дел од неговата кариера. Као мал, од 13-14 години ми беше интересно и продолжив во тоа. Та можем да кажам една од најубавите години за мене со Реал Мадрид. У нашиот тим имаше само едно црнче, да кажам, да не бидам рациста, ама тоа црнче цел живот ќе го памтам, тој е Марк Дин, таков играч до ден денес не сум видел. Против 5 играчи, мислам дека игравме против германскиот Улм. Радио Фарм Улм, да. Улм, да. Сите 5 црнци, само ние еден, абе не знаевме од кај да се браниме, ама нашето црнче така ме воскита и шо, не знам. Таков играч до ден денес, ја мислам, МЗТ нема. И тогаш со Марк Дин. Марк Дин едно име кој требаше да се избере, тоа требаше као една анекдота. Седиме у клубот ја, Драган Панковски и Димитар Маневски. И сега требаше да се одлучи кого да земе. Имавме таму на као преглед некој кого да земе. И мене ми се свиде, ја гледаме Аустријска лига, Klagenfurt како беше. И еден играч, викам, Мите, овој ќе го земе, има убаво име Марк Дин, убаво име, а и вака го гледам скочење. Не, абе вика, не е висок, не, абе викам да овој ќе го земе. И кога дојде момчето, тој фактички се покажа дека е прав погодок и еден успешен кошакар кој во подоснежниот период беше многу значаен. Се направи еден тим на играчи, домашни играчи кои што, јас би рекол, генерацијски беа многу блиску. Со тоа што Симич и Куртович беа играчи кои што се помладок и на кои што требаше да се чека и требаше да бидат иднината на клубот, но и они во тој момент даваа многу големи резултати на самиот терен, даваа одлични резултати, има и добра минутажа и се. Дражан Петровиќ убедливо најдобар кошаркар, убедливо најдобар. Јас, например, тој период, колку имам, 16-17 години, не го сакам, затоа што мислам дека нема спортски дух, а човекот има 19 години и кога ќе даеше под 35 поени, ние викавме дека немал ден. Значи секој надпревар му беше 35 и пази, има гестикулацију и ради тоа не сум го сакал Дражан Петровиќ. Секој ќе видиш убедливо најдобар кошаркар. Реално која гледам цела работа, не дека не сум го сакал, него ајде сега. Видиш, што е интересно, Симич, навијачиве на МЗТ премногу го сака Симич. Значи премногу го сака Симич. Он кога даде кошот со работнички за да има пети надпревар, петиот беше борба слободните. Тоа 98-97 која беше, не ми текна. Да. Значи кога даде он последниот поен, значи толку радост, толку ги зафркаваше навијачиве на работнички, ги провоцираше. Тоа беше нешто невинено. И омелен лик ни беше Симич, ама он го има таков темперамент. И после сите си доби. Почна навијачиве на МЗТ да го... Види се, може би МЗТ тој период не му дал на него пари, не му било тоа што му било обеќано. Јас све разбирам. И сега он после освојува првпат титула со работнички и емотивен е, таков е, со гестикулации, трча, прави, не дека има намера некого да провоцира, него таков му е стилот. Михајловски.
Во игра 1-1. Куртович. Обид на Куртович и прецизен емит за Куртович. Ја веќе на 16-17 години почнав да играм. Пред да биде та историска година на МЗТ во Европа. Ја и пред тоа МЗТ играше во Европа, ја и пред тоа имав по 20-30 минути играв и против Жалгирис и против други екипи кои што беа во тогашниот Европа. Ние зашо направивме резултат 96-97? Цела екипа, цел ден, 24 сати размислуваме за кошарка. Се знаеш се знаеме сите како браќа да сме, разбираш? И немаше проблем, функционираше све како што треба. Секогаш сме имале МЗТ, секогаш имаше навијачи. Јас се сеќавам дека уште МЗТ кој играше прва лига, ја бев детенце 9-10 години, ја идев таму, навијав за МЗТ. Се собиравме таму и навијавме. Знам играше МЗТ со Југопластика, се собиравме таму па со Цимпона, па со Партизан. Све тоа сме гледале уживо. Само замисли, ние имавме тренинзи и на тренинг беше салата пуна. Со народ. Значи ние трениравме и игравме преку недела или колку, ето игравме вторник, сабота. Среда, четврток, петок, салата е пуна. Ние влагаме на тренинг што се дешава. Такмица е, тренинг е шо е. Меѓутоа, знаеа и да поштуваат, знаеа и да немаше викање, немаше вреѓање, немаше такви работи. Значи, се знаеше дека треба да се испоштува тренерот, екипата, која ќе се даеше кош, која ќе закуцаше Марк, која имаше некој цепелин, знаеа да викнат. И тоа беше тоа. И имаше некоја атмосфера позитивна целата таа година. Штета што работнички беше многу јак, штета што не можевме да направиме нешто повише за до крај. МЗТ Скопје од секогаш за мене бил символ кој што означува многу работи, символ на градот, спортски символ, символ на кошарката, символ на аеродром, символ на моето детство. Уште од најраното детство, уште во раните 90-ти години, кога прв пат ги запознавме генерацијата со Медич и Митич, тогаш бевме многу мали, ама бевме пилиштарци кои што сакавме да влеземе во сала. Имавме една легендарна реплика: "Чичко, Чичко, може ли со тебе да влезам?", зашто за малолетници не се плаќаше карта. На тој начин влеговме и на надпреварите со Реал, со Ратио Фарм, со Плама Плевен од Бугарија, мислам, со Шоле, французите, ако добро се сеќавам. Тоа беше една легендарна сезона. Тогаш бевме и малку веќе, да речам, не повозрасни, туку малку така, веќе почнавме да го разбираме животот малку повеќе. Тоа се првите моменти, првите спомени кои што јас ги памтам од моето детство, живеејќи и растејќи во зелените згради или во Грин Гето, популарно наречено, со постарите батковци од кај мене, кои што не носеа на надпревари, не беа ни како татковци, како батковци, кои што не чуваа кога имаше разноразни меки и тврди инциденти. Тоа беа едни луди времења, 90-тите сите знаеме какви беа. Ја мислам дека и у тоа време се уште кошарката беше на многу високо ниво, знаеш. И како што беше и политичката ситуација и луѓето бара некоја одишка. Бевме све домашни играчи, немаше странци. Во тоа време од децата од оздола ги форсираа во прва екипа, не се носеа американци. 96-97 сум повторно назад во МЗТ. И сега што е интересно, мислам дека овие 2 години за МЗТ, ајде да не кажам дека е најуспешна, ама едно од поуспешните сезони, овие 2 сезони, едно од поуспешните сезони на МЗТ од постоење на МЗТ. Да не ги смалиме успесите на претходните генерации и после тоа кога знаеме дека кој игра АБА лига МЗТ. Значи, тој најголем успех што се деси во МЗТ, знаеме кога победивме Реал Мадрид, Улм, Порто, Бенфика, Пари Сен Жермен, Плама, Бугарија,
морам да напоменам дека таа екипа значи делуваше како една целина. Сите играчи, знаеме кои беа играчи, сите играчи бевме како едно. Се чувствувавме како браќа. Значи, ние во секој момент знаевме кој што како мисли и кој што како може да направи. Се помагавме еден со друг под водство на тренерот Ацика Књазев, кој е еден од со Лазар Лечич и Стерулјан Доновски, за мене најдобри тренери во Македонија. Значи, неизбежно беше да имаме такви успеси. Пошто морам да напоменам дека во тој период ние живеевме за кошарка. 24 сати, значи сите од прв до последен, не само играчите, него и управата и сите размислувавме за кошарка. Мораше да дојде, неминовно беше да дојде успех. Без разлика на кој надпревар, дали некој играл 5 минути или играл 20 минути, тренерот Књазев, значи знаеше да му најде тачно на секој надпревар, на секој играч минутажа. Знаеше на кој надпревар на кого му оди, го остава на друг надпревар, на друг му оди и ги остава да играат. Значи немаше никакви несогласувања, значи секој играч си ја прифаќаше својата задача. Затоа направивме таков резултат како што направивме. И вториот настап за МЗТ доаѓа во 96 година. Јас као прв тренер на екипата, веќе се имаше нова екипа, нови играчи, све. Од тој период игравме во Евролигата, односно куп на Сапорта, мислам се викаше тога, или Корач, не знам, заборав. И имавме многу добри настапи, имаше добар тим во МЗТ. Така, од 96 до 99 бев као прв тренер во МЗТ. Во тој период имам освоено 2 куп на Југославија, на Македонија, меѓутоа не успеав да им донесам на МЗТ шампионска титула. Тие луѓе кои што беа управа познаваат доста кошарка. Они понатака ги донесоа и можеби најдобрите македонски играчи понатака. Првица Стефанов го донесоа од Кавадарци, Игор Михалевски го донесоа од Партизан, после го вратија. Па подоцна ги донесоа кога стана таа екипа со Реал и Блажевски. Блажевски дојде порано, па Жора, после дојде Књазев. Така да се направи една убава екипа. Сега потекнувам од кошаркашка фамилија, нели, татко ми тренер. Меѓутоа, како и секој дете во Македонија, поготово во Скопје, почнав со фудбал. Цело моје мало игра фудбал и покрај тоа што таткото ми беше тренер, меѓутоа кога другари се пребација на кошарка, јас се пребацив. Основно школа учев во Јохан Хајнрих Песталоци и таму професорот Симе, професорот по физичка, мој драг пријател, Бог да го прости, и професор наставник таму, он ме зема во кошаркашкиот тим и така почна моите први чекори во кошарката. Потоа почнав, татко ми беше во работнички, поминав сите селекции, од пионерска, кадетска селекција, јуниорска селекција до први тим. Бев со Перо Блажевски, со Ѓорđe Војнови, со други така во тоа време надежни кошаркари. Кога дојде време на 17-18 годишна возраст, бевме пратени на, што се вика, на двојна регистрација, на усовршување. Во работнички имаше таква концепција, ги праќаше младите играчи кого во Струмица, кого во Прилеп, нас ме пратија во Прилеп, така на усовршување, таму и на двојна регистрација, таму пројдов една година, потоа се вратив во работнички, останав една година, немав некоја минутажа, по минутажа отидов во Кочиња Деликатес, таму направив некое име во македонската кошарка и потоа се вратив во работнички, пак и потоа замина во МЗТ. Така е некако почеток. Да, таа е првата пат кога бев во МЗТ, беше сезоната со Реал Мадрид, да. Сето тоа се поклопи со Марк Дин, кој што остана
уште една година, значи по освојувањето на купот 95-та, Марк Дин остана како еден странец кој што беше доста квалитетен и само со него како странец ние фактички цела година ја истеравме, бидејќи беше навистина квалитетен. Меѓутоа, што беше важно за тој тим, беше важно дека сите 12 играчи у секој момент можеа да играат без проблем. Значи, немаше играчи кои што, например, седат на клупа или не се дел од тимот, него. И јас кажувам, од лично искуство, и знам дека, например, некогаш и тие тренинзи, кога сме играли, значи 5 на 5 на самите тренинзи, тие тренинзи биле многу појаки отколку на некои надпревари кои што сме ги играле во домашното првенство. Сето тој резултат не би бил онаков резултат како што го направивме, за да нормално позади нас не стоеше Тодор Барзов, кој што беше председател и кој што беше една страшна фигура пред се човечка, после тоа Вујица Илиевски, Столе Ристовски, кои што се сега покојни, и нормално Халим Муратовиќ, без кого не можеше тоа да се замисли. И меѓутоа, они 24 часа беа присутни, живееа за клубот и една таква посветеност. Значи, во ова денешно време тоа не може да се деси. Заради тоа една, секогаш кажувам дека стално е многу важно и организациониот пол. Тука да не ја спомнувам и Поли, која што беше секретарка после Драган Панковски, кој што беше дел од како генерален секретар, затоа што пазите во тоа време 96-та година да се изорганизира сето она што ние го поминавме во таа година, тие патувања до Мадрид, до Улм, у Израел, значи у Лисабон, у Порто, значи авионските линии во тоа време не беа како денес. Нормално, ние секој патување, значи летавме од Софија. Значи сето тоа требаше да се организира, сето тоа требаше да биде безпрекорно, за да тој состав кој што беше квалитетен ги даде оние најдобри резултати. Ко се квалификувавме во групата за надпреварување на купот на Европа, паднавме у група со тога е европскиот првак на кошарка Реал Мадрид. Сите од управата и ова, сите и вика кај ни паднат да играме со Мадрид, а мене би беше едина желба да играме со таков тим, затоа што од деца ми навивавме за Реал Мадрид. Тој беше стварно безпрекосновен, најдобар кошаркашки клуб во Европа. Со Реал Мадрид ни беше прва утакмица. Бевме гости во Мадрид. Одигравме многу изварредно прво полувреме. Меѓутоа тие беа многу јаки и ни тактички, мислим, стратегија кошаркашка ни поставива некоја зона со три високи од по 2-10, има многу купени, така да во вториот дел од играта, второ полувреме, не победија 20 на разлика. Исто така мора да напоменам дека ние во Реал Мадрид, кога отидовме на полувреме, резултатот беше 1 поен разлика за Реал Мадрид. Потоа имавме некој цех, повреди на играчи и испадна резултатот поголем. Во тоа време прв пат толку многу патуваме. Секоја втора недела бевме на пат од септември до декември, една недела нели натпревар дома, еден натпревар во гости. Не беше идеално. Знаете, доаѓаме од Македонија, финансиите се увек секогаш проблем, така да се обезбедува конекции кои што беа најподобри, најдобри финански за клубот. Некој патувавме подугачко, што не беше во подолго, што не беше во најидеално, меѓутоа беше супер. Бевме млади по 25, 26, 24, 23 години, сите тука генерацијски многу блиски. И сето тоа добро го проведе со добра атмосфера. Тоа беше, мислам дека главен успех за нас. Значи таа хемија помеѓу играчите беше на изванредно високо ниво и мислам дека тоа и тие патешествија по аеродроми, по хотели многу полесно ги поминувавме. Зашто стварно бевме добри другари. И целата структура ја
водевме до 98 година. Ја потоа отидов во амбасадата во Русија, па не, крај МЗТ уште екзистираше и сега екзистира, остана името и меѓутоа настана овие настаните на овие капитализација, системо се расту и тогаш влеговме во Европскиот куп. Бевме во Мадрид, во големо внимание не удре. Тогаш беше Стефанов врбицата кој беше тогаш се афирмира Лагевски. И вака се Реал Мадрид, знаеш како? Што позади сцена. Првата утакмица кога отидовме, најде се Реал Мадрид и првата импресирани од салата, од хотелот, од дочекот, хотелот на Реал Мадрид, све беше нешто вау за нас. Беше тренинг кампот на фудбалерите на Реал Мадрид таму. Се сеќавам Пеџа Мијатовиќ играше, тоа беше нешто невидено да ги видиш таму. Се беше ново за нас, да кажем, бевме импресионирани и ќе кажам пак, 25 минути, 30 минути такмицата беше гал. Потоа до нивниот квалитет, поготово квалитетот на бодрога до израз не победија. Мислам дека беше 18-20 разлика. Еве, ајде да кажам една анегдота кога отидовме во Реал Мадрид. Интересно може ќе биде. Стигаме во Реал Мадрид и сега идеме пред надпревар, секоја екипа си има простор за тренирање, термин за тренирање. И идеме на тренинг, со автобус не оставаат пред салата. И како што излагаме од автобусот, играчите, тренери и управа беше со нас исто тоаш, пошто многу беше популарно да се патува. Цела Европа скоро пропатувавме. И тогашните Альо, Хали Муратагиќ, Альо, Вуица, Стојан, пред салата на Реал Мадрид стојат луѓе кои работат во сала, ги пуштаат луѓето да влезат во сала у оддела. Пошто е кралски клуб, седат на врата у оддела со кравати и управа вика, видите како не пречекуваат од управата на Реал Мадрид. И ние ги гледаме овака, викам, вие не ми се некако, викам, за управа, викам, овие, не, ќе видите дека се управа. Идеме таму, муаме тоа, што правите, они вика, па ние сме вработени овде, за влез контролираме, ја викам, овие се викам од обезбедувањето таму што пуштаат да се влага. И Альо вика, овие ако што седат на врата се облечени во овакви оддела, вика, замисли какви се од управата, вика, тие луѓето што таму. Значи се смееме, викаме, тие се све од кралски клуб, викам, тоа нема. И тоа има многу анегдоти, има доста интересни случаи, доста патувања, 2 години, мислам, секоја втора недела си надвор, као сега распоредот беше тоа исто така згуснат, исто као 96-97, исто као сега што се игра згуснат распоред, среда сабота, така игравме македонско првенство со Порто Куп, значи патуваш. Тогаш немаше такви конекции авионски, мора да идеш или Софија или Белград, да патуваш за Париз, да патуваш за Лисабон, да патуваш за Порто, и идеш со автобус 2 дена унапред, па фаќаш авион, па се враќаш. Значи беше, али кажувам, многу периодот беше извореден, добар период, другарство невидено, пријателство невидено. Ние и до ден денеска сите играчи што бевме тие 2-3 години заедно, до ден денес и се почитуваме и поштуваме. Кога ќе се видиме, муабетиме, седнуваме на кафе, ручеци, вечери, значи се подсетуваме на такви моменти што се случувало порано. Тоа е, мислам дека една убавина да се подсетиш што се десило пред 25 години. Едно од подобри сезони на МЗТ и на надворешна сцена, на меѓународна сцена и поготово во македонската кошарка. Не знам дали има некој друг тим кој се пласирал по втората фаза на тоаш Ремонда Сапорта сега улеп купата. Надпреварот беше, може се каже дека заврши
Со голема разлика, 18-20 поени не се сеќам, меѓутоа 30 минути беше тесна разлика. Ние мислам беше тесна утакмица, 5-6-7 поени разлика. Искрено беше голем предизвик, мислам и она како да се каже некако страхопочитување по самото име. Реал Мадрид, Желко Обрадович, тренер Дејан Бодирова, главен играч и сите други играчи. Сегашниот тренер на Реал Мадрид Пабло Ласо беше таму. И меѓутоа имавме склоп на добри играчи. Имавме еден странец Мардини, извонреден странец, изворен играч, изворен стрелец, изворен скакач. И меѓутоа склоп на играчи кои што така се погоди добра хемија и во собликувалната надвор од теренот и на терен и на тренинзи и се тоа некако предизвика иницираше да тоест секако склоп да принесе добри резултати во таа сезона, поготово на меѓународна сцена. Некој беше изненадувачки за сите, меѓутоа како проаѓа утакмиците, надпреварите еден по друг, надпревар некако беше почнеме да веруваме во себе, дека можеме да направиме нешто. Па игравме у Плама изгубивме, Реал Мадрид изгубивме таму, Плама изгубивме, мислам, пошто таму играше овој, како се вика, Младенов. И тие два-три бека, они Плама во тоа време беше најдобра бугарска екипа. Значи Плама го победува во Бугарија исто така Реал Мадрид. Интересно е што мора да напоменам дека во весниците, во бугарските весници кога отидовме да играме со Плама, пишуе Младенов кара колку иска. Значи Младенов, ајде да преведам да не испадне вулгарно сега, Младенов дава кошеви колку сака на секоја екипа. Младенов беше најдобар бугарски играч во тоа време, Коше. Таа година секако се створи една голема еуфорија, се створи со победата на Улм. Со победата на Улм тоа беше чудо затоа што топката влезе у кош и излезе. И после на врв на тоа Перо Блажевски погоди тројка за продолжеци. Значи имавме и многу голема среќа. Изгубивме од Улм, кој знае како ќе се развиваше сето тоа. Прв пат во животот ја видов толку црнци да настапуваат во еден тим. Истата таа година во таа сезона освен Реал Мадрид победени беа Ратио Фарм Улм, Бенфика, Порто, Плама од Левен и уште неколку екипи. И нема да се забори исто таа победа со Ратио Фарм Улм, кога на 31 секунди до крајот губевме некои 4-5 разлика и многу беа мали шансите за победа, но у тие 30 секунди се случи невидено чудо. Направо стигнавме до -3, па имаше Ратио Фарм контра, чисто положување, закуцување на црнецот, топката некако магично искочи од кошот и на само 4 до 5 секунди стигна некако до рацете на Перо Блажевски и успеа у транзиција да даде тројка, да стигнеме до продолжеци, а продолжеците веќе понатаму беа све на наша страна и успеавме да го свртиме на преварот у наша корист. Исто толку голема победа како со Реал Мадрид. Да видиме Кнор со забивање, не излезе топката од обрачот, 6 секунди, нова шанса за МЗТ, удар за 3, прецизен Перо Блажевски во истекот на последната секунда. Каков надпревар, каква драма. 71 спрема 71. 71 спрема 71. Иако тие утакмици за мене, ја не сум бил на таа, најбоље навијање со како навијачка група со песни со Улм. Кога ќе гледаш Улм сега се песна за песна, различни песни вадевме, нови песни, бевме на средина на онде. Тој кој му излезе топката, да, и после дадовме Перо Блажевски, даде тројка. Тоа е за мене можда едно од најболите навијање у тоа време. За тие услови, за тој менталитет. И секако може би двата најлегендарни надпревара. Премногу легендарни за тоа што се во рамки на европските купови. Ако не се лажам, Раймондо Сапорта се викаше купот. Сега веќе 20 години се поминати и повеќе од тогаш, така што ноци меморијата не ме служи. Секако надпреварот со Ратио Фарм Улм, кој што е можеби
Мислам дека во историјата на кошарката не знам дали такво нешто се има случено. Во моментите кога тие водеа 3 разлика и има напад за победа и толку силно ја заби противничкиот играч што едноставно топката излезе од оние стари мрежички кои што беа малку потеснички, ако се сеќавате. Топката излезе кога сите мислеа дека надпревара заврши, ако добро памтам Мирза му ја фрли на Перо Блажевски кој што така на вон баланс на една нога погоди тројка и потоа во продолжението го добивме тој надпревар. 20 поени за Перо Блажевски, негова четврта тројка. Феноменална партија на Перо Блажевски. Мислам, тоа ни беше фактички тоа беше преокрет на целата сезона. Да. Не започнаме сезоната добро и таа утакмица беше пресвртница некако. Обид за тројка Књазев. Малце среќа, од изгубен добија надпревар. 11 поен на Књазев. Не сега како се играше играчот нам беше со број 6. Шутер, бек шутерот Улм. Не, Врбица играше уствари. Врбица играше, сега се сеќавам, влезе, беше 3 разлика за нив. И Врбица на двочекор, на улаз промаши, он ми отидео бас, јас бев до играч со број 6 и сакав да го фаулирам, викам нема време више. И отиде онда на закуцавање, топката искочи. Ја додав јас топката до Перо Блажевски, тројка, продолжеток ги тепавме. Тоа беше некако пресвртен за целата сезона за нас. Претходните години играв многу поише и одеднаш не играв. И мислам дека не беше како се вика, не беше во програм да играм ја на таа утакмица. Мислам дека таму ради други разлози влегов, меѓутоа одиграв одлично и помогнав на екипата да победи и мислам дека од тогаш мојата кариера веќе многу повеќе ме препознава како во Македонија, така и пошироко. Мислам дека сите сакаат да победат и во таа утакмица имавме среќа. Впрочем, без среќа не можеш да си победник во било што во животот. И секако што Перо на крај имаше мирна рака и страна, да видиме. Одлично до Куртовиќ, уште една прекрасна асистенција на Михајловски и реализација на Куртовиќ. На брзина 6 поени зареди, 3 напада поред, 3 реализации преку Куртовиќ и резултатот изравнен. 20. На секој аеродромец, утакмицата со Реал Мадрид, цел живот ќе остане во сеќавање. Сега за 2 недели правиме 25 години од најголемата победа во МАК кошарката. Дента беше неверојатна. Уште од 16 часот се полнеше салата Јане Сандански, се бараше карта повеќе, салата иако собираше 1200-1500 навивачи, во неа сигурно имаше над 2500 луѓе. Од 16 часот почна забавата, салата се полнеше, се бараше карта повеќе. Го победивме Реал Мадрид, на крај и славниот Желко Обрадовиќ се поклони пред пирамида, пред навивачката група ради невидената атмосфера, феноменалното издание наше. И честита сите, тоа бевме пресрекни, воодушевени, таа вечер никогаш нема да заборавиме. За Реал Мадрид, што да кажам, кога почна беше интересно све, води рога како играч, ке го спомнам тоа. Не идеше на живци по крај. Јас бев меѓу првите редови доле дека бев дете од 16 години, го плукав цело време и ми покажуваше цело време курац на мен. Го знам и кој беше помало од мене, карши мене до вецето, седеше тука за влезот, која идеа играчите. Да. Интересно беше што на крај Боди Рога даде аплауз пак на нас кои изгубивме. Аплауз даде и он на крај на утакмицата, мислам дека и си отиде онака весел, мислам дека беше. Ако изгуби. Иако беа поразени. Таа победа нас не прати за цел живот, како што ќе не пратат и изгубените утакмици во финале што ги изгубив. Разбираш? Така да тоа е едно убаво чувство во соблекувална. Се радувавме, се пушкавме, се честитавме меѓу себе, после тоа излеговме заедно како екипа.
меѓутоа не беше тоа нешто, како да ти кажам, чудесно. Беше една утакмица која што еден голем противник, кој што стварно не беше драго да го победиме. Меѓутоа веќе после 2-3 дена не чекаше нова утакмица, така да мораш да мислиш на наредно вече. Се збори за тоа што е Реал Мадрид, не некоја екипа обична, а и се збори за тоа што имаше таква атмосфера, таква, мислам, цел град без разлика дали некој навијаше за работнички или за некоја друга екипа беше за МЗТ. Значи цел град се сплоти. Ние после тоа кога излагавме на улица, више луѓето не препознава еве го Мирза, еве го Врба, еве го Симке. Така да беше утакмица на годината за нас и за цела Македонија. А се испостави дека е утакмица за цел живот. Затоа што у таа екипа тогаш беше и Обрадовиќ тренер, не беше било кој. Беше Бодирога еден од најбои играчи. Ласо, денешниот тренер на Реал. Моралес, високиот Оренга. Се, освен Кока-кола ќе не стопи. Тоа ми треба, сакам Кока-кола. Еј, убаво се гледа одовде. Тоа е Кока-кола! Скокај, скокај, скокај! Ајде да пливаме и да нуркаме заедно. Прекрасно. Па добро, нормално, Реал Мадрид е Реал Мадрид. Оние секогаш ќе бидат, ќе се трудат да бидат најдобри, дали во кошарка, дали во фудбал, дали во кој било друго спорт. Тоа е нормално. И тоа беше голема среќа за нас како луѓе, како спортисти да можеме да играме со една таква екипа, пошто има луѓе кои што се бават цел живот со спорт, никогаш не им се искажува таква прилика да играат една таква утакмица. И нас ни е многу драго што успеавме да донесеме толку радост во тие тешки времиња на луѓето кои што живеа во Македонија и пошироко. Каде оди македонската кошарка? Кога Реал Мадрид дојде кај нас, јас и пред тоа отидов во Београд, кај Кичановиќ, Дави Пагиќ. Дојде Реал Мадрид тогаш во Континентал. Дојдоа 700 деца во Континентал да се сликат со играчите на Реал Мадрид. А тие тогаш имаа мобилни и мореа со цел свет. Ние уште немавме тоа. Ја како председател на клубов да дадов ручек за нив коктел и го замолив Обрадовиќ. Му објасни дека сме ние клуб на работници, тогаш во целиот систем завод Тито работеа 12.000 луѓе. Рекам, знаеш, имаме добра екипа, али да имате обзири да не изгубеме многу. Али како се случи да нашите беа уиграни и ние го добивме со еден разлика. За Реал Мадрид, тоа што да кажам, таков тим, Врбица Стефанов, изигра феномен, не отиде у Реал Мадрид, ама дома Реал Мадрид, како ги сплескавме, ќе го памтам Бодирога број 4. Цел живот ќе го памтам и тој играч. Со број 4 се разбира Дејан Бодирога. Со број 5 Алберто Ангујо. Со број 6 Лоренцо Санц. Со број 7 Пабло Ласу.